Со двочасовна блокада на магистралниот пат кон Берово, жителите на селото Блатец го изразија својот револт против најавената изградба на мини хидроцентрала на реката Блатешница. Протестот, кој трае веќе со години, доби силна поддршка од локалната самоуправа и од граѓанскиот сектор, со порака дека водата е живот кој не смее да биде заложен за бизнис интереси. Представникот на иницијативниот одбор на протестот Блаже Анекиевски рече дека ова не е нов проблем, туку децениска борба на мештаните за зачувување на нивните природни ресурси. Протестот трае веќе 10 години, како што многу пати сме кажале. Значи, ако броиме во 10 години, тоа е 3700 дена континуирана борба на овие граѓани и сите поддржувачи. Денеска ние имаме тука поддржувачи од Зелената народна стража, од еколошки здруженија, од граѓани од сите места во регионов кои што го делат нашето мислење за да се стопира оваа концесија. Пораката е секако до надлежните институции кои што ја издале оваа концесија. Значи, тој што ја издал концесијата, тој треба да ја скрати. Тој треба да ја поништи, за да можеме ние да продолжиме со нашите нормални активности кои ги заслужуваме, затоа што 10 години макамачиме и не сме концентрирани на ништо освен на тој проблем. Во спротивно продолжуваме да се организираме и да стоиме цврсто се додека нема решение на овој проблем. Поддршка на протестот даде и првата детска амбасада во светот Меѓаши. Председателот Драги Змијанац потенцираше дека загрозувањето на животната средина е директен напад врз еднината на најмладите. Децата имаат право да користат природни ресурси, чиста вода, чисто воздух и сите енергенси кои им се од животно значење. Така да даваме поддршка да не се загадува околината, да се користи чистата вода и да не се загадува почвата. И сите кои го нарушуваат тоа право на елементарно на живот, ќе се судрат со законите кои ги има во Македонија. Даваме целосна поддршка и на општината и на градоначалникот во најдобар интерес на децата да го реши овој проблем, за да децата ја користат водата за како идни генерации кои ќе прават општествени промени и ќе бидат граѓани кои ќе бидат уште поодговорни од сегашната возрастна структура. Градоначалникот на Виница Митко Костадиновски се појави на блокадата за да ја потврди цврстата поддршка од општината, најувајќи конкретни чекори во министерствата. Јас лично прво како човек, а после како градоначалник давам огромна поддршка на овие протести. Мора да зачуваме животите на околина и водите во Блатец и за наводување и за пиење. Така да оваа концесија мислам дека треба да биде поништена и се надевам дека во најскорен рок од понеделник натаму ќе бидат решени овие проблеми. Дали можете институционално како општина да помогнете да интервенирате во надлежните министерства? Веќе интервениравме, во вторник и четврток имавме во министерствата некои состаноци и од понеделник понатаму мислам дека проблемот ќе биде решен. Жителите на Блатец најавија дека ќе останат на барикадите и дека нема да дозволат градежна механизација да се приближи до реката, се додека концесијата не биде и официјално поништена. Канал 8 телевизија на вашиот мобилен уред.